Добре дојдовте во разговори. Денес се навраќаме на коментарите на Мари Ноел Табу за неколку навистина темелни библиски текстови од пророкот Софонија, па се до беседите на гората. Ова се текстови што па со векови го обликувале етичкото размислување. И токму во нив лежи една длабока, една суштинска тензија. Кога ги читаме, се поставува прашањето, што всушност се бара од нас? Дали овие текстови првенствено опишуваат една внатрешна, речиси пасивна состојба на битието, значи состојба на понизност, на сиромаштво, на целосно подпирање на Бога, која Бог потоа ја препознава и па ја наградува? Или од друга страна, дали тие представува една многу активна етичка програма, еден, како да кажам, директен повик за акција, за борба, за градење на еден поправеден свет. Токму така. Денес ќе ги истражиме овие две перспективи. Јас ќе тврдам дека овие текстови се пред се повик за конкретна акција, за живење според етички начала кои бараат труд и ангажман. А јас пак ќе застапувам дека суштината лежи во нешто подлабоко, во внатрешната состојба на понизност и на целосна доверба во божествената благодат, која претходи на секоја акција и всушност и дава смисла. Па, да почнеме. Јас сметам дека едноставно не можеме да го игнорираме јазикот на заповедите што се провлекувани сите овие текстови. Да го земеме за пример Софонија. Тој не вели само бидете понизни, тој заповеда. Барајте го Господа, барајте правда, барајте понизност. Глаголот барајте, тој е активен, тој подразбира напор, потрага, ангажман. Тоа не е опис на статична состојба, туку инструкција за патување. Коментарот оди дотаму што вели дека делата на Бога, опишани во Псалмот 145, ослободувањето на затворените, хранењето на гладните, не се само примери за Божјата добрина, туку служат како, цитирам, програма за живот за Израел. Законот, според ова толкување, имал за цел да го претвори Израел во народ што ја почитува слободата на другите. Ова е суштински активна улога. Истата логика ја гледам и во блаженствата. Да се биде миротворец не е пасивна карактерна особина, туку па активна работа на мирење. Да се гладува и жеднене за правда е немир што те тера на акција. И токму затоа преводот на Андре Шураки на блажени како на пат, на француски «en marche» е толку моќен. Тој сугерира движење, процес, активно патување, а не пристигнување на некое статично одредиште на духовност. Гледам зошто акцентот го ставаш на акцијата. И да, и тоа е сосема валидна поента. Но ми се чини дека со тоа можеби ја пропуштаме самата основа врз која се гради се останато. За мене клучот е во идентитетот на оние на кои им се обраќаат овие текстови. Софонија зборува за понизниот народ на земјата, на хебрејски анавим. Овој збор не значи само скромни, туку буквално свиткани, угнетени. Тоа се луѓе кои животот ги притиснал до земја. Нивната дефинирачка карактеристика не е она што го прават, туку она што се тие. Се сиромашен и мал народ кој научил дека единственото заслониште е во името Господово. Нивната суштина е во нивната целосна зависност од Бога. Ова идеја ја гледаме кристално јасно кај апостол Павле во првото послание до Коринтјаните. Тој вели дека Бог намерно го избрал она што е безумно во светот, она што е слабо и она што не е, за да ги засрами мудрите и силните. Ова е радикално превртување на вредностите. Божествената иницијатива, а не човечкиот труд, е во центарот. Според тоа, блаженствата, како блажени се бедните по дух, не се листа на задачи што треба да ги исполниме за да заслужиме награда. Тие се објава на добра вест, дека Божјото царство веќе им припаѓа на оние кои се свесни за својата празнина и зависност. Коментарот вели дека блаженствата се портрет на самиот Исус, кој е сиромав пар екселанс. Тој не е сиромав поради неговите дела, туку поради неговата суштинска состојба на целосна предаденост на Отецот. Добро, да се задржиме малку на тие анавим. Го прифаќам твојот опис за нивната состојба на зависност. Но ако е така,
Како го објаснуваш фактот што самиот Софонија, веднаш потоа, во истата глава, го дефинира тој остаток од Израел преку нивните дела? Текстот вели: нема повеќе да прави неправда, нема да зборува лаги. Се чини дека самиот текст не дозволува да ги раздвоиме внатрешната состојба и надворешното дејствување. Нивната понизност не е само некое абстрактно внатрешно чувство. Таа се манифестира, се докажува преку конкретни праведни дела. Но прашањето е што доаѓа прво. Дали делата ја создаваат понизноста или понизноста ги раѓа делата? Јас би рекла дека е второто. Понизноста е препознавање на реалноста. И тука доаѓаме до еден, навистина фасцинантен детаљ што го открива коментарот. Кога зборуваме за понизни, на англиски humble, откаде всушност доаѓа тој збор? Излегува дека коренот е хумус, латинскиот збор за земја, за прав. Самата лингвистика ни кажува дека да се биде понизен, значи да се препознае дека си направен од земја. Тоа е фундаменталното признање дека не си само доволен, дека се што имаш и се што си го добиваш од Бога. Тоа е во директен контраст со царевите од тоа време, кои, наместо да му веруваат на Бога, барале сигурност во политички сојузи со мокните земни сили како Асирија. Нивниот грев не бил во дејствувањето, туку во изворот на нивната доверба. А навимите пак знаат дека се прав и затоа очекуваат се од Бога. Делата што ги спомнуваш, неправењето неправда, незборувањето лаги, се природен плод на таа состојба, а не предуслов за неа. Чекај малку. Ако делата се само спореден природен плод, зошто тогаш сите пророци, без исклучок, ја оценувале верноста на Израел токму врз основа на тие дела? Коментарот не подсетува дека лакмус тестот за духовноста на Израел бил нивниот однос кон најранливите, сиромашните, вдовиците и сираците. Не ги прашувале колку се чувствувате зависни од Бога, туку како се однесувате кон вдовицата, дали го штитите правото на сирачето. Тоа е конкретна, мерлива мерка за дејствување. Не можеш да тврдиш дека си понизен пред Бога, а истовремено да го угнетуваш својот сосед. Самиот текст ги поврзува двете работи нераскинливо. Понизноста, што не се манифестира во правда, е само празна реторика. Но токму тука лежи опасноста. Оној момент кога ќе почнеме да ја мериме духовноста преку нашите дела, ризикуваме да паднеме во стапицата на човечката гордост. И тоа не носи директно до Павле и неговата порака до коринтијаните. Тоа е апсолутно недвосмислен. Човечката мудрост, човечката сила, човечките достигнувања, сето тоа е безвредно пред Бога. Божиот избор на слабите, глупавите и оние што не се, е намерна, шокантна инверзија на сите човечки вредности. Обидот да се постигне праведност преку сопствени, дури и добри дела, е приказната за фарисејот во параболата. Тој правел секако што треба, постел, давал десеток, не бил како другите грешници, бил полан со сопствената праведност. А сепак цариникот, кој можел само да каже «Смилувај ми се грешниот», си отишол дома оправдан. Зошто? Затоа што ја разбрал логиката на хумус, разбрал дека е прав. Вистинската мудрост, како што вели Павле, не е нешто што се постигнува со напор. Таа е дар од Бога и доаѓа преку Христа. Жал ми е, но едноставно не го прифаќам тоа толкување. Мислам дека поврешно го читаш Павле. Тој не го осудува секое човечко дејствување. Тој ја осудува гордоста и дејствувањето засновано на мудроста на светот, но тој ја спротивставува на Божјата мудрост. А што е таа Божја мудрост? Коментарот дава одлична дефиниција. Тоа е логиката на љубовта. А љубовта, по својата сама природа, е активна. Не можеш да љубиш пасивно, седејќи во фотелја. Љубовта бара акција, бара жртва, бара ангажман. Пророкот Миха го сумира целиот закон во една реченица. Што бара Господ од тебе, освен да го почитуваш правото, да ја сакаш верноста и да одиш понизно со својот Боб? Забележи, тука се и двете работи. Понизноста е основата, но таа се изразува преку активна верност и почитување на правото. Значи целта не е неактивност, туку дејствување кое е усогласено со Божјата волја, а таа волја е секогаш правда и милосрдие. Да се подпираш на Божјата мудрост не значи да не правиш ништо.
туку да действуваш во согласност со таа логика на љубовта, наместо со логиката на моќ и егоизам на светот. Но дури таа лук на љубовта може да стане уште еден стандард што се обидуваме да го достигнеме со сопствени сили и потоа да се гордееме со тоа. И токму затоа блаженствата се толку важни, бидејќи тие го враќаат фокусот таму каде што треба да биде. Како што веќе спомнав, коментарот вели дека тие се портрет на самиот Исус. Тој е совршениот анавим, понизниот, благиот, милосрдниот, чистиот по срце. Тие се добра вест токму затоа што покажуваат дека Божјата наклоност, Божјиот благослов не е резервиран за успешните, силните и праведните. Таа е веќе излеана врз оние кои светот ги превидува, сиромашните по дух, оние што плачат, крутките. Оваа наклоност не зависи од нивните достигнувања. Таа е дар. И забележи каква е наградата што им се ветува. Нивно е царството небесно. Ке се утешат, ке ја наследат земјата, голема е вашата награда на небесата. Фокусот е на божествената благодат која се излева врз оние кои се во состојба на приемчивост, а не врз оние кои се обидуваат да ја заслужат со својот активизам. Тоа е прекрасна слика, но мислам дека е само половина од приказната. Затоа што коментарот ги опишува блаженствата и на друг начин, како многуте патишта до царството. Пат не е статична слика за восхит, туку нешто по кое се оди, се чекори. Ајде да разгледаме неколку од нив. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Како можеш да бидеш миротворец без активно да правиш мир? Тоа подразбира интервенција, помирување на скарани страни, градење мостови. Тоа е една од најтешките активни улоги што постојат. Или блажени се прогонувани поради правда. Чекај, зошто некој би бил прогонуван? Сигурно не затоа што седел тивко и понизно во својот дом. Те прогонуваат затоа што твојата активна борба за правда им пречи на мохните. Твоите дела го нарушиле статус квото. Ова не е само ветување за идна награда на небото. Ова е опис на реалноста на градењето на царството овде и сега. Тие се директен повик да станеме миротворци, да бараме правда и активно да покажуваме милост. Тоа се глаголи, тоа е акција. Да се гледаат блаженствата само како опис на пасивна состојба, значи да им се одземе силата и предизвикот. Морам да признам, поентата за прогонуваните поради правда е силна. Но дури и таму би можела да аргументирам дека прогонството е нешто што им се случува ним, а не нешто што тие активно го предизвикуваат. Тие едноставно живеат според одредена вистина, а светот реагира на тоа. Сепак, јас и понатаму мислам дека редоследот е клучен. Прво доаѓа препознавањето на сопствената сиромаштија, празнина, состојбата на беден по дух. Тоа е нултата точка. Без тоа, секоја акција, дури и онаа за правда и мир, станува само уште еден начин да го изградиме сопственото его. Може би не е прашање на редослед, туку на две страни на иста монета. Може би не можеш вистински да гладуваш и жеднееш за правда во светот, ако прво не ја препознаеш неправдата и празнината во себе. Но истовремено, таа внатрешна свест е безвредна, ако не те поттикне на акција за другите. Тие се нераскинливо поврзани. Да резумирам, мојот став по оваа дискусија останува дека темелот на се што читаме во овие текстови е понизното прифаќање на Божјата благодат. Се започнува со препознавањето на нашата фундаментална слабост, нашата состојба на хумус, на прав, и согледувањето на Божјиот апсолутен суверенитет кој ги превртува сите световни вредности на сила и мудрост. Клучната порака е доверба и предавање, од која потоа може да произлезе аутентично дејствување. Без таа основа, секој напор е залуден. А мојата позиција, иако ја разбирам важноста на внатрешната основа што ја нагласуваш, е дека верата без дела е нецелосна, па дури и мртва. Од јасните заповеди на пророците до активните патеки на блаженствата, овие текстови се недвосмислен повик за акција, да се бара правда, да се практикува милосрдие и активно да се гради подобар свет според логиката на љубовта. Понизноста и подпирањето на Бога не се замена за праведното дејствување, тие се горивото што го овозможува. Очигледно е дека оваа напнатост помеѓу благодата и делата, помеѓу состојбата на битието и етичката должност не е нешто што лесно се разрешува.
Таа е вткаена во самата срцевина на овие текстови. Коментарот не предизвикува да размислиме дали нашиот фокус треба да биде повеќе на внатрешната состојба или на надворешното дејствување. Или, можеби, како што и двајцата навестивме, вистинскиот предизвик е да научиме како да ги живееме двете истовремено, како нераскинливо поврзана целина. Оставиме на вас, нашите слушатели, да продолжите да го истрашувате овој сложен и фасцинатен однос понатаму во материјалот.